Двајца нови пациенти од истокот се сместени во карантинското одделение во Штипската болница. На двајцата им е земен материјал за испитување на присуство на COVID-19 и се чекаат резултатите од анализата. Значи тие се по препорака на епидемиолозите. Таква е процедурата. Значи сите оние кои што епидемиолозите ќе проценат дека треба да дојдат овде и бидат земени бришеви, ние ги прифаќаме овде, се носат бришевите на анализа и потоа во зависност од резултатот се понатаму координираме што треба да правиме со пациент. Во меѓувреме во останатиот дел од болницата работите се одвиваат нормално, но со намален интензитет, а сите состојби кои не се итни се одлагаат за подоцна. Се одложија сите они елективни хируршки операции кои што може да почекаат, значи ќе се работат само итните операции. И еве да го искористам приликата уште еднаш да апелирам до пациентите. Се она што може да почека, оние сите прегледи во амбуланти и контроли и така натаму, би апелирал да може да почека. Да дадеме предпоставка само на оние кои што итно и неодложно е потребна медицинската нега и помош. Значи ние сме тука, специјализантите ги повлекуваме, имаме доволно доктори. Пациентите не треба да се плашат, секогаш ќе бидат услужени за што имаат потреба, само да не ствараат паника и непотребно за ситни работи, за хронични работи да не доаѓаат во амбуланта. Стравотно и одговорноста го намали интензитетот на движење во општините од источниот регион. Сите кафе барови, кладилници, обложувалници се затворени. Интензитетот на движење низ улиците е намален, но евидентни се редици пред маркетите и аптеките. А чекате ли долго време? Не. 5 минути. Аха. Нешто за вас да си купите или за нас. Например, што? Што ми треба за денес? Чекаме леп да земе. Не, 2 минути. Нема ни 2. А што би се мало? Леп еден. Само тоа? За овие што прават залики? О, чекната работа. Сега идам баш од кам маркет, по 20 души чекат, пушат по 5 додека не излезат. И вие ли чекате? Па да, сега. За да купите нешто или Да купам млеко, нема ни млеко, тие работи. Малку е вака неугодно чекаш, ама сепак према болеста мора да се придржаваме. Сепак од аптеките смируваат дека нема потреба од создавање на поголеми залихи на храна и лекови, зашто дотурот се одвива непречено. Што се однесува до хроничната терапија пациентите што ја примаат, треба специјално да нагласиме дека таа терапија целосно ќе биде на располагање на пациентите и динамиката до сега како што ја имат подигана својата терапија треба да се задржи. Така да нема потреба за паника дека ќе нема таа терапија. А што се однесува до акутните заболувања, исто и тие препарати ги имаме на располагање, снабдувањето е редовно. Во сите аптеки има доволно количини на лекови. Слична е состојбата и со снабдувањето со основни прехрамбени намирници. Снабдувањето со прехрамбени продукти е нормално. Има доволно количини редовен дотур, така што нема потреба од стварање залихи и купување на повеќе од вообичаеното потребното. Информираат од маркетите во регионот. За сите граѓани да бидат обезбедени со се што им е потребно, сите општини од регионот формираа мобилни тимови чија задача е да достават храна и лекови до болни и изнемоштени лица. Секој граѓанин од наведените категории кој има потреба од набавка на лекарства, прехранбени производи и средства за хигиена со цел да не се изложуваат на дополнителен ризик од инфицирање со коронавирус, ќе може телефонски да ги контактираат тимовите. Како одговорна општина сакаме да помогнеме на нашите сограѓани и уште еднаш апелираме да ги почитувате препораките од Министерството за здравство и заштитете се, останете дома. На теренот се врши дезинфекција во училиштата и во детската градинка, во просториите во општинската зграда, во комуналното предпријатие. Имаме формирано тим од 20 вработени со возила, се на цел да можат граѓаните непотребно да не се излагат на ризици. Територија на општина Карвенци немаме забележано сомнителни лица кои што се доведени од странствени. Прилагодени се и сите останати општински активности. Беше спроведена дезинфекција на автобусите за градски превоз во кои се превезуваат текстилните работнички. Општина Штип веќе состави мобилни тимови
со следните задолженија: да вршат помош за набавка на намирници, подигање на лекови од аптека и нивна достава до живеалиштето на нашите сограѓани и плаќање на сметки. Од денеска општата бања ќе биде затворена. Би сакал овде да апелирам до сите политички партии и субјекти деновиве да се воздржат од собирање на политички поени на оваа тема. Од изминатата недела дел од вработените согласно насоките од владата се ослободени од работа. Од саботата се формирани мобилни тимови кои што целиот проект е во координација со општина Пробишти и Советот на млади. Планирано е денеска, прв пат имавме во петокот навечер, денеска да се дезинфицираат улиците, континерите во централното градско подрачје во Пробишти, но и во промежната општина Зветово. Во соработка со некои угостителски објекти од Штип, дел од набавената храна во вид на готов оброк е дистрибуирана до неколку социјални семејства. И што менаџментот на еден локален ланч бар во Штип изрази подготвеност за лихата од прехранбени намирници да ја искористи во хуманитарни цели. Така што од една страна ни беа понудени 60 на оброци, за кои ние известивме 11 социјално ранливи семејства. Во оваа ситуација најважно е одржувањето на лична хигиена, но не сите имаат услови за тоа. Од овие причини во Штип е покрената иницијатива за собирање хигиенски пакети за социјални семејства. Организираме на хуманитарна акција односно собирање на средства, хигиенски средства да ги донираме горе кај социјално загрозените семејства. Во меѓувреме, граничниот премин Делчево е затворена за сите граѓани кои доаѓаат од странство, останува обврската за задолжителна 14-дневна изолација. Останатите да ги почитуваат препораките на лекарите, намалување на контактите, избегнување собири, често и темелно миење и дезинфекција на рацете.